Почитувани, по кој знае кој пат во последниве денови сведоци сме на тоталитарното поимање на демократијата од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Имено за што се работи. Спротивно на законот, министерот Љупчо Николовски разреши и прераспредели околу 50 на вработени во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сето тоа се случи исклучиво заради тоа да ги задоволи своите партиски и политички причини и да испразни место за неговите партиски и да ги стави неговите партиски послушници. Имено за што се работи да биде толку хитна таа операција да се прави во период во кој се распишани изборите и откако е на сила мораториумот за вакви одлуки кои може да влијаат врз гласачите, а со самото тоа и да влијаат врз избирачкиот процес. Да биде иронијата поголема, некои од овие лица се распоредени и надвор од местата на живење, а на нивно место се назначени партиски кадри од СДС, спротивно на Законот за администрација и спротивно на изборниот законник. Сега ќе ви покажам еден дел од решенијата кои истиот министер ги дал и поделени се на 18 и на 19 септември. Ова е криминалот што го прави СДСМ пред избори, нарушувајќи го изборниот процес. На политичките подобни лица, министерот им додели овластувања за раководни позиции и државни средства на располагање, иако за тоа немаат потребни квалификации и работно искуство кое е предвидено со позитивните законски прописи. Значи, СДСМ мора да престане со злоупотреба на власта и институциите, а воедно ги повикуваме и сите домашни и странски организации кои се задолжени за следење на избирачкиот процес да го испитаат овој настан. Народот и земјоделците одамна го имаат прочитано СДС, меѓутоа нема да им помагнат и овие незаконски притисоци за казната што ги очекува на 15 октомври. Ваквиот вид на заплашување на државната администрација ќе биде контрапродуктивна. И можеме да им порачаме, секој што прави криминал ќе се одговара, а откако ќе се врати правната држава, ќе би има и разврска на целиот овој случај. Ви благодарам.